Србија да влезе во ЕУ, да ја вратиме европската демократија бидејќи Европскиот парламент се покажа како ќорсокак. Одлуките да ги носат избраните лидери, а не меѓународните невладини организации. Ова се дел од предлозите кои ги објави унгарскиот премиер. Огласот кој Виктор Орбан го пратил во хрватскиот медиум Вечерни лист ја разбранува европската политичка сцена. Дел од јавноста коментира дека секоја од точките предизвикала остри реакции, затоа што Орбан во свој стил практично ја закопал ЕУ. Во Брисел градат таква супердржава за која никој не дал овластување. Ние му велиме не на Европското царство. Интеграцијата е средство, а не цел сама по себе. Од основните договори на ЕУ треба да се избрише поставување на целта за се поблиската унија меѓу народите во Европа. Силата на европската интеграција е обезбедена со заеднички економски успеси. Ако не можеме да бидеме поуспешни заедно отколку индивидуално, тогаш тоа е крајот на Европската унија. Се наведува во огласот на Орбан во хрватскиот медиум со наслов за иднината на Европската унија. Премиерот Андреј Пленковик не гледал ништо спорно, посебно коментирајќи ја 7-та точка во која Орбан бара влез на Србија во Европската унија. Факт е дека Орбан објавува огласи во дневни весници, со тоа сака да ја представи својата позиција. Тој може да ја фаворизира Србија или било која земја, што е спорно Орбан да плати оглас во хрватските медиуми. И председателот на Чешка Милош Земан истакна дека му се допаѓал планот на Орбан за реформи во Унијата. Пред се согласувал со предлогот Србија да стане членка на ЕУ.